ti duma da ne ljubiš mome donke bili toški Денеска ние се наоѓаме овде по еден голем повод, а тоа е денот на Републиката, денот на културата на Република Македонија и декадата на културата на мирот, што има прогласено УНЕСКО од 2000 до 2010 година. И навистина се наоѓаме на право место и прави луѓе. Но да не должам јас многу, зашто ако јас должам, тогаш ќе изгубиме од она што вие нам го имате како големо богатство, поезијата, поетскиот збор. Јас само да кажам дека овде се обидував вчера да насликам неколку цвеќиња на Камењево, за да и кажам на рекава дека денеска доваѓаме овде и дека еве заедно ќе го честуваме овај ден, ова убавина, ова предпладне овде, на самиот извор, па малку ќе одиме и на еден друг извор кој пресушува во текот на летото. Не знам тоа дали изворот е како мајката која жалеći за своето чедо, некогаш ги престануваат солзите. Веројатно и оваа река жали за Македонија, зашто се влива во Средоземно море, па тамо некои наши соседи ни прават одредени проблеми за името и слично. Нашите мисли и нашето сакање на луѓето е најважното нешто. Пораката само ќе ја прочитам, а ќе ја пуштиме на изворот во селото. Железнет 7 јуни 2008 година, водите на Црна река, изворите на Црна река. На денот на културата во Република Македонија и декадата на културата на мирот на УНЕСКО, со убавината на секој цвет, пораката за мир нека го бедини целиот свет. Ова порака ќе биде пуштена и така еве овој ден го почнуваме со порака кон светот. Малку знаење, но многу радост на луѓето им дал Господ. Кој беше оној првиот што по реката тргнал да оди кон југот? На изворите ќе да беше дошол силните, бистрите извори на реката, што тогаш може би име и немала. Денес пак, што убаво ја викаат Црна. Самиот Соломон, премудриот цар, веројатно од неа, тука на врутокот сред априлското цвеќе, се напил голтка вода кога ги испел стиховите на песната над песните. Оти токму во самиот почеток, во изворот на песната, од која сета ќе потече, раскошна и недогледна, Соломон ја спомнува токму неа. Црна сум, но убава, керки ерусалимски. Нигра сер формоса. Така тој занес го беа препеале древните латини. Тој, за кого го остриме умот и ги фрламе мрежите на имагинацијата,
Оно истиот, што откако изворот на Црна го беше видел, та низ нејзиното течение тргнал кон југот, можеме да го замислиме токму како што рековме, дека им прилега на луѓето да бидат не многу да знаат, но за голема радост да се кадарни. И така, наместо пореката, по некое време очите и мислите и снагата му заповтелек некаде кон повисоко да се викне. Ќе ви прочитам една песна, доста одговара вака за оваа средина. Песната се вика Македонски поет. Изненаден и Господ се прашува од каде толку убавини и длабочини во стиховите македонци. Дали од виното, мајсторски превриено, или од прекрасните жени кои кријат повеќе страст, или има нешто трето за кое не слушнал, некаква неправда, па народот тајно создава своји вредности. Весна Мудишевска Велјановска од Битола. И јас една утринска, меѓутоа песна која што имам напишано токму во овој крај, враќајќи се од едно патување, токму тука ми беше инспирацијата. Еве, не ја планирав, меѓутоа во оваа прилика ќе ја прочитам. Утрење, значи. Силно блесна виножитото и во врвот на ридот го истегна вратот. Се огледа насмеано и во падините на планината, лизгајки се крај патот. Ги исплакна очите на птиците и ги погали дворовите и покривите. Ги преоблече тополите, а црвенило истори врз лицата на капините и сливите. Го бркаа птиците, летајки под лакот, да откријат каде му е крајот. Но исчезна итрото во недоглед некој. Потоа денот отиде во рајот. Благодарам. Вака, пред 10 години со мојата професорка Анушка Ковстурска и незиниот сопруг разговаравме, вели ќе завршиш филолошки факултет, ќе се вработиш во Битола, а незиниот сопруг ме запраша, вели, што е со вас Демир Хисарци, еден куп интелектуалци излегуват, а никој не се враќа назад. Би ја прочитала оваа песна Срамота и гревота од циклусот посветен на Петре Андреевски. Срамота и гревота. Гласови пекаат во мракот. Придираат сенките како повид во штуро време. Воендеците шапкаат, ченкарушките, оскорушките. Наслушнувам. Апешна болка под козинестата воздишка. А редот на глуждави дрва сакми и опути ја подсекуваат борината во траги светилни што ја крие темнината. Срамота и гревота. Каменот црвенее и црнее од спрепканите гламни на призракот. Така вака, так, 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 се препелкаат гождовните капки на потајот. Се реси маглата како копринена шамља. Наслушнувам. Јадеш на мислата за утрежот незапатен, а крцкаат колцата на скравот, бележат уште една дружка на рабушот, денот во избликот навевал скомина. Нашите краишта, најлике видите од Австралија. Изворите од искона, секако мајките, им пресушуваат солзите од жал за своите чеда, мајките за своите синови и керки, а реката за својата земја по која тече, ја облагородува и дава живот. Во коријата црквичка, сосема мала како грст воздишка, со лачи сончевина обточена, со аглести букви осветена. Жена со саклети на душата го претасала заборавот и доаѓа на поклонение. Друшка сум во духовно ридание и плач. Друшка сум во духовно откровение.
Од искони сатрапи ја засипнувале благогласноста. Од искони нечестиви глодале да откатат дабов брак. Дружка сум во духовно ригание и плач. Дружка сум во духовно откровение. Жената за својна ме имала. Ја препознавам во оваа сувоградица, во овој притек, во овој изблик на спарушени дребности. Жена со саклети на душата го превтасала заборавот и доаѓа на поклонение. Во коријата црквичка, сосема мала како грз воздишка. Не составила во времето, ни го отворила патот. Таа таму во далечините, во сетнежот, јас овде сосема блиску, а далеку да повтам да ја обидам, кабаетот е мој. На изворите на реката Црна, на денот на културата на Република Македонија и декадата на културата на мирот на УНЕСКО, со убавината на секој свет, пораката за мир нека го обедини целиот свет. И токму од ова избор таа порака ќе тргне кон Средоземно море на сите соседи, на сите пријатели, на сите оние кои треба да ни бидат пријатели, да ја сватат суштината на светето и суштината на пораката на сите нас одовде, од Македонија и сите добронамерни луѓе во светот. Еве, професоре, заедно да ја пуштиме поракава. Пораката патува. Едно од децата кој беше присутен и е сведок на пораката за мир низ водите на Црна река. Абе, нас не чека се. Академиција програматен Ерде Веника го искаше да плоча. Можев да ти бидам мој железен крај. Чкрапнато сонце никаде што не заоѓа. Можев да ти бидам вонна Терезија. Колар искршено колце на одени. Неписмено од позната насмевка. Можев да ти бидам позаимен оган. Леска над Лесково. Смил за Смилево. Цер и базер пред Церово и базерник. Бреза сред Брезово. Боен вик зад боишта. Можев да ти видам мој железен крају и сложен пат до Слојштица. Можев да ти видам се и сешто. Но еве што стана со тебе, со мене. Ти да ме прозиваш, стојки ми наблиску, а јас да те сакам и фалам оддалеку. Како да се најде вистинска пофалба за книгата и со што да се спореди? Со раѓањето или со воскреснувањето?
или со потребата да се биде постојано со неа и да се препрочитува. Човекот и кога немал профилирана азбука, своите мисли знаел да ги изрази со слика. Сликата е всушност првиот обид да се моделира писмото, неизбежна ликовна рамка. Библиотеката ги посетува сите обележја на јавен информативен сервис на граѓаните, а за посетителите не само од нашава земја, туку и надвор од неа. Таа представува своевидно културно и духовно добро, кое го потврдува општиот национален белег на цивилизацијскиот однос кон писменоста, културата и книгата, како своевиден феномен. Извешće odbora Gljanja, ова така е наслово. Во финансиската конструкција при изградбата предвидени се 30 алали за манастирот во Сесновскиот манастир. Да, делегација престојувала таму и надгубил пред распаѓање. Манастир благодарение на тие се, тоа биле огромни средства тогаш. А била во најголем подем Добровничката република. Тоа биле определени овие средства. Што значеле живот за манастир. Сега живеќе огледни во само овој капитал. Да. Македонски народни носи. Е било Данте 1909 година. Да. Еврејскиот јазик пред 100 години печатен. Инаку во фондовна библиотека се чуваат преку 350 речници. И кои имате на јазици што се предисчезнува. Имате, да речеме, дијалекти, каталунски, англиско-каталунски. Кој предисчезнување, се предисчезнува току 2000 јазици. Еден од најстарите ракописи на Куранот. По тој повод престојуваше една делегација на новинари. И сними се. Сними, али меѓутоа и тие не можат да очитаат целосно. Да, само експерти сега, само експерти, а тие никако не е старо словенски, што не може. Погледнете овде кај ден, за жал ова не можам да го... Тужбалица у светској книжевности. Сите жаленки се собрани овдека. Дури и од Хаваите. Заеднички да ја поширимо. Кај не друга и само тоа. Драги пријатели, продолжуваме со денешнава наша заедничка средба дружење, Денот на културата на Република Македонија и Декадата на културата на мирот на УНЕСКО. Денеска овде во најголемата библиотека на село, ми се чини и во светот можеби, кај Степче Степановски во село Бабино, каде што има 12.000 книги, би сакал во овај амфитеатрален дел да прочитаме по една песна и така да го заокружиме овај поетскиот дел, би рекол, заедно со Тома Вета во придружба на музиката, се разбира. Ова се вика жртвеник, местото кај што се жртвувал прчот на почетокот на античките ритуали, потоа се делело бесето, секој од луѓето во публиката жвакале и голтале, и потоа почнувале по 3 трагедии, вечерта имало една комедија, и ноките завршувале со баханалии. И така 7 дена, големи Дионисии во Стара Грција. Пусти Петре, пуст Аверен, на болката што ја слушам, кое поле ќе го збере снегот што ми паѓа в душа. Мракот како во душава да клапна. Надвор е тивко, во заседа цвет. И се храниш нередовно, со парче заборавено минато, гледајки да ја зграпчиш големата коска и днината. Не прашувајме што ми се тажни песниве и зошто во очиве солзи кријам. Не прашувајме зошто плачам додека пеам и каде мислата ми одлетува. Одговор нема јас да ти дадам. Само ќе плачам и пеам и плачам. Имам околу 650 факсимили, но еден од нив е на Петре Мој Андреевски, кој
во посветата, вика, на Живко Поповски, големиот љубеник посветен. Па еве ќе ја прочитам таа песна што ми ја подари Петре 86 година, значи пред 22 години. Каја научи таа магија, пријателу? Пред тебе никој освен тебе немаш, а ти дојде на голиот малтер последното лице да му го смениш. Ти нисуваш прво по земјата македонска, сите бои ги отбираш и ги береш, но на крајот сите ги немаш. Ти нисуваш после по градињето небесни и земаш што има и што имаш, што не можеш да земеш, го крадеш. Отсутноста твоја никој не ја видел, а доаѓаш и ги мешаш сите убавини. Каја научи таа магија, пријателу, тревата без корен да ти расте, да ги мешаш годишните времиња. Ги изртуваш сите сончогледи, што си ги знаел, не знаел. И кај што сакаш, растењето им го запираш. Откаде таа моќ, пријателу, сите птици да ги натераш да летаат, кај што нема ни небо, ни земја. Да дојде да ја прими оваа слика Свеќе на мирот со пораката на господин Каучиро Мацура, генерален директор на УНЕСКО, по повод Светскиот ден на книгата и авторското право. И воедно оваа книга да стои во библиотеката на село, зашто сите оние кои ќе дојдат, верувам дека ќе можат да си прочитаат и најдат една своја песна во оваа книга Свеќе на мирот. Во Брезово е овековечена песната, играта од вчера што ќе продолжи утре, а што се случува денес. Катинарите и кутиите се разоткриени по мерката на кучевите што ги отвораат портите на секое свраќалиште. Ке се познаат само оние што се запаметиле, како што е кажано во песната, тоа ќе остане запишано. Сликарот на Цвеќето на мирот е роден овде. Живко Александар Поповски, роден во витките на мислата што треба да го дочува аманетот. Кипки од кинати, пренесени и понесени, и што дишат во напевите на баладите. Неговата судбина е длабоко поврзана со сликата и со светот. Цвеќето на пат од човек до човек. Никне од допир, расте, а никогаш не денее. Само тоа ќе им покаже на луѓето дека е неранливо. Свет, цвет. Последното предание на Брезово, што се пишува сега. По секоја веројатност посветено му е на мирот. Тоа е единствената печалба на Македонија низ вековите, каде што секогаш се вкрстувале еруптивните точки на планетата Земја и кај што селото останало за навек да збивта и трепери, додека светот се судирал со себе. Сето тоа што се запишува со бакнеш. Брезово значи во уметноста на Цвеќето на мирот е и цветна градина. Сликарски комплекс кој недвобено функционира во обединувачка приврзаност кон проповедството, што значило можност за натамошно доследно остварување на човековата вера во љубовта. Ова цвеќе на сликарот не заборава никогаш. Без него не може ништо ни историјата. Неговиот живот е претворен во разговор кој што ги соединува на смевките, во вечност што ќе се пролева во зракот на сончевите мени. А местото на раѓањето на сликарот ќе се изговара со особена светост на цвеќето што има николци во оваа македонска цивилизација од векови и векови.
Его јас пред да вие кажете да кажам два збора. Овде во оваа куќа пред 64 години неполни сум се родил. Тоа е куќата на цвеќето на мирот. Еве јас поради тоа и сликав цветиња, мајка ми Цветанка, ја веројатно поради тоа и цветиња ги сликав. Нешто насликав тука, нешто на зидот што го созидал мојот татко пред многу години. И на овај зид нацртав 79 цветиња, на 79 камења, колку што години живееше татко ми во знак на благодарност, символично, значи по еден камен за секоја година. И ова изложба е нареков каменот и цветот, зашто каменот е нешто вечно, а цветот е најубавото нешто што го овековечува и каменот и животот и се. Овде, овие средби, односно Денот на културата на Македонија, во самата програма имаше промоција на куќата на цвеќето на мирот, како едно национално богатство што се служи за идните генерации. Таа е сега во ваква состојба каква е, меѓутоа сигурно ќе треба малку да се подотера, да се поосмисли со содржини. Има ликовна галерија, има постојана ликовна поставка од слики мои, писма што ми се испраќани, од познати личности од светот и од музиката, од поезијата, од сликарството и така натаму. А потоа ќе бидат изложени и факсимили од Трушките вечери на поетите што ми пишувале, а верувам дека ќе добијам и од вас некој факсимил. Со еден збор, ова ќе биде куќата на цвеќето на мирот. Уметност искомуницирала со 30.000 луѓе. Значи тој насликал 30.000 слики и по истиот принцип како мене што магиски ми предаде ритуална позитивна енергија, му ја предал на 30.000 луѓе. Меѓу кои има, како што самиот вели, циганчиња, обични луѓе, деца, работници, во Рудник правел изложба, до Перес де Коелјар, Џорџ Буш постариот и една долга листа, Ричард Гир и така натаму, светски звезди. Ајде да видиме кој македонец друг од таков формат, такво нешто направи. Се сретнале политичари со нив или продуценти, ама директно предавање на енергија тешко дека некој го направи во овој дел на свет. Мајка Тереза и така натаму, импозантна и долга листата кому се има испратено слики или врачено и од кого се има добиено благодарници, писма и со секој ден како ја движиме иницијативата. На 24 мај тргна со едно ритуално повторно садење на дрво, имавме концерт на класична музика во паркот и тој цел настан тргна и сега до сега веќе имаат некаде околу 20 имаат веќе поддржано, од што веќе ги исполнуваме условите. Бидејќи секој човек во животот сака нешто да остави зад себе, а не, тој да вистина многу има оставено зад себе и ова треба по некој начин да се верифицира. Ги каниме сите негови поддржувачи да дадат поддршка и еве на крајот на ова мое беседење со Живко би сакал еве дома пред неговиот дом да му кажам благодарам, пошто тој навистина многу испратил и многу направил за Македонија. И благодарам и тебе, Нелко. Јас исто така изразувам благодарност на вас присутните овде, поетите, мојот пријател Томо Вета, кој без него, мислам, нешто големо не треба да се прави. Тој со својата гитара ги постава секогаш да се сеќаваат на него сите луѓе што ќе го сретнат. А јас се среќавам, фала му на Бога, подолго време и драго ми е што е тој овде денеска, баш на овај миг. Благодарност до Битолскиот книжевен круг, кој ни ја поддржува иницијативата, јас така разбрав, и на сите и вие од Лемир Клисар посебно. Еве тука имаме и еден наш сограѓанин од селото,
Благоја Баловски, кој постојано исто така го поддржува селото и мене и заедно ги правиме Брезовските културни средби. Prvi mene će nosi, drugi čalgi te svira. Treti tovar merake nosa. Prvi mene će nosi, drugi čalgi te svira. Treti merak tovar je nosa. Za Stambola ne ja ne davam. Ej, morimo me kako da rečam. Za Soluna, za Stambola ne ja ne davam. Za Soluna, za Stambola bidola ne